Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, изминатите 3 години донесовме тешки, паметни и храбри одлуки. Одлуки кои беа неопходни за да направиме стабилна држава, која може да спроведе големи економски промени. Покажавме визија, храброст и одлучност за решавање на деценијските прашања. Со нивно затварање ги отворивме перспективите кон Европската Унија и НАТО. Денес македонската армија е дел од најмокниот планетарен безбедносен сојуз. Градиме модерна армија, армија на граѓаните. Денес сме известна 30-та земја членка на НАТО алијансата, најмокниот сојуз на светот. Тоа освен што значи безбедност и стабилност, носи и повеќе пари за граѓаните. Тоа го покажуваат и сите економски параметри во последните година и повеќе дена. Само по добивањето на поканата за членство за НАТО во 2018 година, странските инвестиции достигнаа рекорден износ зголемен за над 300% во споредба со оној од 2017 година. Невработеноста денеска е на рекордни најниски 17%, а платите растат буквално во сите сектори. Довербата во македонската економија е вратена, а тоа го потврдуваат и растот на извозот и растот на индустриското производство. Но тука придобивките од членството во НАТО не завршуваат. Веќе од оваа година се отвара пазар вреден 4 милиарди евра годишно за нашите компании преку нашето членство во НАТО. Агенциите на НАТО за услуги, набавки, информатика и комуникации стануваат достапни за сите македонски компании да конкурираат и да ги пласираат нашите домашни производи. Го повикувам бизнис секторот да биде наш активен партнер и да ги искористи максимално економските придобивки кои произлегуваат од членството. Влеговме во НАТО, можеме и во Европската Унија. Денес сме чекор поблиску до преговорите со Унијата и отварање на првите поглавја. Последниот доказ за тоа е вчерашниот извештај на Европската комисија. Извештајот нотира значаен напредок во сите области, во правосудството, во борбата против корупцијата, во реформата на безбедносните служби и реформата на јавната администрација. Тоа е потврда, тоа е печат за успешните реформи што ги отворивме со многу работа и во тешки услови. Тоа се успеси на граѓаните, на државата, на владата, на парламентот и на институциите. Почитувани, сторивме се што беше до нас. Наред е Европската Унија да ја исправи грешката и да започне преговори за членство. Подготвени сме за почеток на преговорите. Затоа е потребно да овозможиме континуитет на паметните и храбрите одлуки, а не да се враќаме чекор назад. Мораме заедно да продолжиме напред. Со ваквата стратегија и цел, до 2024 година очекуваме да отвориме 80% од поглавјата за Европската Унија. Ние за 6 години успешно ќе ги завршиме преговорите со Европската Унија. Со вакво ВМРО-ДПМН преговорите би траеле 60 години и никогаш не би завршиле. Отварањето на преговорите за нас ќе значи трансформација на целото општество, но и пристап до нови фондови, до повеќе пари, за зелена агенда, за енергија, конкурентност, капитални инвестиции, земјоделство, канализација, патишта, водовод, повеќе работни места, повисоки плати за работниците, повеќе профитабилни домашни компании. Нашата европеизација е заради луѓето, заради подобар живот за нашите деца, за нашиот народ. Затоа од европските фондови обезбедуваме 2 милиарди евра за Северна Македонија во годините кои што предстојат пред нас. Само во последните месеци добивме грант, неповратни средства од 13 милиони евра за интерконекторот за газ помеѓу нашата земја и Република Грција, должен
68 километри. 5 милиони евра добивме неповратни средства за граничниот премин, за железничкиот премин и патниот правец и патот околу граничниот премин Табановци. 28 милиони евра добивме грант, неповратни средства од Европската унија за патот Скопје-Блаца. Плюс 50 милиони евра добивме награда за успешно спроведени реформи и 17 милиони евра за развој на регионот Преспа. Тоа се европски пари за европски стандард дома. Бизнис секторот ќе може да ги користи максимално економските придобивки кои произлегуваат од членството во НАТО и преговорите со Европската унија. Почитувани граѓани, тешкото е за нас. Сега е важно да продолжиме напред. Уште посилно и уште подобро и на следните избори да избереме парламент и потоа влада кои стабилно ќе ја раководат државата кон сигурна иднина. Иднина која ќе гарантира економски развој, запирање на иселувањето на младите, благодет и просперитет за сите. Работевме напорно, време е да ги ползуваме плодовите на нашиот труд. Убеден сум дека граѓаните ќе дадат масовна подршка на нашиот концепт, кој води со крупни чекори напред кон иднината. Почитувани граѓани, ја вративме слободата и демократијата и европските вредности во нашата земја. Обезбедивме предвидливост. Паметните и храбри одлуки ги имаме насекаде по историјата. Насекаде во светот и во сите времиња паметните и храбри одлуки донеле предвидливост и победи на цели нации, на многу земји. Паметните и храбри одлуки конечно донесоа предвидливост и победа и за нашата земја и за нашиот народ. Храбрите победуваат. На 12 април граѓаните ќе ја потврдат успешноста на реформите и на севкупните позитивни промени во нашето општество и ќе ни ја дадат довербата за нов, чист мандат во кој продолжуваме да работиме и повеќе и подобро за интересите на државата и за интересите на граѓаните. Да работиме за нови победи на нашиот народ и на нашата земја. Благодарам.